Драги мои, добро вечер и добре ми дојдовте во уште едно саботно издание на подкастот на телевизија Алфа. Имам чест и исклучително сум горда на мојот вечерашен гостин, впрочем на сите кои си ги канам, тоа така малку егоистично или несебично ќе си се пофалам, меѓутоа да, после секоја емисија излегуваме со научени животни лекции, со научени можеби нови или подсетување на постојни принципи кои сме си ги подзаборавиле. Па ејта, таков е, баш таков е и мојот вечерашен гостин. Тој е основач на бодибилдингот во Македонија, верувале или не, уште далечната 1985 година во рамките на Југославија. Веќе 87 година се организира и првиот надпревар, а претходно 86-та тој ги поставува темелите на бодибилдинг федерацијата во Македонија повторно во рамките на Југославија. Кога го споменав овој надпревар, тогаш исто така верувале или не, се пријавуваа 90, односно се регрутираат, се квалификуваа 90 млади луѓе од Македонија на надпреварот, а 20 од нив се жени, замислете. Секој еден, што значи во бодибилдингот во Македонија, како спорт или како начин, филозофија на живење, минал низ неговите раце. Каква животна филозофија е вежбањето и како може да им помогне на младите да изградат личен идентитет и да се развиваат во вистинска насока, ама и како може како општество да ни помогне да си ги вратиме и да си ги одржиме вистинските вредности. Дами и господа, вечерва во подкастот на телевизија Алфа, Милан Глигоровски, така помалку го знаете, а повеќе го знаете како Миле, газдата или собственикот на теретаната, популарно кажано, атлета. Добри дојде, Миле. Добре најдов. Чест ми е што се ми вечерва гостин. Се надавам дека немаш никакви големи очекувања, ама и си подготвен дека ќе уживаш со мене вечер. Па, на поинаков начин, не би сакал само прво угодот ми беше, баш ми годеше, ама би сакал малце да искоригирам, за да не ги превземам сите тие успеси да ги префрлам на мене, затоа што во тогашно време јас бев 22-23 години, бев многу млад, меѓутоа љубовта трае од секогаш. И благодарение на таа љубов и моја иницијатива, тогаш татко ми мој покојни беше секретар на Федерацијата на Македонија, најпрво секретар на бодибилдинг клубот Атлета, а и понатамошне мојот колега, односно партнер Стокиш Томислав, воен пензионер пилот, тој беше председател. Значи, ама сето беше тоа на моја иницијатива. Тука, значи, сум ја кажала точно информацијата. Точна е целата информација. Јас бев главниот тој за околу кого се вртеа работите. Ја спомена љубовта, 22-3 години тогаш на почетоците, меѓутоа во неформалниот разговор кога се подготвувавме ми рече вежбам од 8 години. Цел живот вежбам по некој спорт. Значи, од кога знам за себе, сум тренирал кошарка, ракомет, фудбал, немаше спорт со кој што не се занимавав, меѓутоа најдолго се задржав со каратето. Каратето го почнав во моето 6-то одделение, потоа сериозно навлегов во каратето и бев дури репрезентативец на Македонија. Меѓутоа, кога се вратив од војска, односно JNA, немаше веќе таму услови за да продолжам со каратето, морав да направам пауза, а во меѓувреме па вежбајки за физичката сила, почнав да навлегувам во тајните на бодибилдингот. Добре. Тогаш одевме, немаше од каде што да учиме и да купуваме знаење, ја купив Снажно тело за 6 месеци од Чабрич и од Петар Чели како да постанем јак. Тоа сега се смеам каква литература било, ама за тогашни услови тоа беше нешто појам. Практично ги имплементираше тие прочитани реченици или тоа беше само теоретска филозофија? Тоа беше теоретската, а јас во мојот стан кој што беше ненаместен, со уште 20 школски другари, средношколци, си купивме, од Словенија спорт имаше шипка да се купи, обични пластични тегови кои што се полнеа со песок, од Грција малечки бучици или текчиња еднорачни, и тоа ми беше првите справи со кои што почнав. Меѓутоа јас почнав стварно сериозно веднаш, најмалце 3 до 4 пати неделно доаѓавме да вежбаме, а лежавме
буквално на една ваква масичка, наместо бенч, немаше се, беше само импровизација чиста. А книгата служеше за да се преслушуваме да ги бараме тие вежби и потоа по тие вежби ние почнувавме со вежбање. За да понатаму моите другари се откажаја, не издржаја, а јас поминав во еден клуб, кој што тогаш, да ви кажам, на прсти може да се избројат колку вежбални, можеше, ако може да ги наречиме вежбални, кај познатиот Љубомир Митич во Кисела вода. И како изгледаше тоа? И само тоа сакав да спомнам, само колку да знаат какви биле условите. Тоа беше една собиче од некаде 25-30 квадрати, кај што немаше прозори, односно имаше прозори, меѓутоа немаше стакла на прозорите. И само да ви кажам дека овежбавме од Сабајле и кога јас доаѓав се случи еднаш да на минус 20 не можеш да ја фатиш шипката со раце и Нова Македонија, пошто тогаш весниците беа големи и убави, Нова Македонија, ќе ја изгужваш, па за да можеш да ја фатиш шипката во рака, инаку ти се лепи на рака, што е студено. Меѓутоа желбата, љубовта, таа оди понатам и ти вежбаш, после определено време се загреваш и воопшто не осеќаш никаква зима, никаков студ. Тоа е чисто само споредба да знаат во какви услови вежбаат сегашните клиенти и пак нешто, ова ми е, она ми е. Така Нешто им фали стално по нешто. Во неколку наврати ја спомена љубовта како сила која те движи кон целта и верувам дека една од причините да се удржиш со децении, кога па особено во модерно време има еден таков наплив на нови тренери, персонални тренери и слично. И да го одржиш бизнисот, но да ја одржиш и љубовта кон ова што го правиш е повеќе од успех. Како би го опишал успехот во една реченица? Децении се во прашање. Од тогаш до сега. Јас би опишал вака. Најпрво бескрајна љубов, потоа најмногу едукација со текот на времето, која што не е завршена, постојано се надоградуваме и следниот збор тоа е работа. Меѓутоа би рекол 3 пати работа и све само работа. Значи, на тоа се сведува тој долгогодишен успех. Ќе ги расцепкаме оние години претходни, па и политичките можности кои вака или онака во секој спорт во минатото сме сведочеле како влијаеле врз дадени личности, дадени спортисти, одредени клубови и така натака. Верувам дека не те заобиколиле таквите ситуации, ама имаме делови од емисијата и за тоа. Она што сакам да го чуеме, каде почна атлета? Каде почна ти да го градиш како групно вежбање, како сала, како Значи, простор? од како го спомнав Митич Љубо, од каде што почнав јас да вежбам, желбата се повеќе се развиваше, значи еволуирам и барам некој мој клуб кој што би вежбал јас исклучиво, меѓутоа и би го работел тој и како бизнис. Сега од Само тука тогашни заборавме услови, да споменеме дека имаш дипломирано одсек бодибилдинг и така фитнес е, во класата на професорот Јован Јовановски дипломирав На на факултетот факултетот за за физичка култура, а сега сум веќе и предавач на Академијата за бодибилдинг и фитнес на Македонија. Прекрасно, добро. Практичниот дел. Значи реков, љубовта е таја што ме водеше и заедно со тој тогашен мој партнер справи, немаше можност да се купат, немаше услови. Ние тогаш бевме се уште Југославија, каде што МЗТ, Металскиот завод Тито, почна да произведува справи. И ние дел од тие справи ги купивме, дел импровизиравме и правевме сами. Јас бев, пошто паралелно не спомнавме, јас абсолвирав, а не дипломирав на градежен факултет, покрај факултетот за физичка култура и во однос на техниката стално имав некое добро познавање и некој од тие справи самиот ги проектирав и ги изработив со мој мајстор. Така да условите беа стварно изворено тешки. Започнавме најпрвин со 55 квадрати во основното школо Блаже Конески, тогаш
Владимир Назор, односно во бараката која што се викаше Иван Горан Ковачи, таа дрвена барака, тие што учеле таму знаат за што станува Старите збор. аеродромци точно Така е. знаат. Значи 55 квадрати, по тие 55 квадрати една училница, зедовме уште една училница, се проширивме, па трета, за да на крај достигнеме со се ходници, со се туш кабини и сето тоа да не биде импровизација, околу 200 квадрати, што за тогашни услови, верувајте дека беше вау. Ова која година? Ова е 86-та година. Добра. Потоа? Значи, потоа, таа 85-86 со неколку секции, што беа делови на атлета, го формиравме бодибилдинг сојузот на Македонија. Тоа се Давид во Ѓорче Петров, Миме во исто во Ѓорче, потоа Небојша Јоцич во Влајда, не ги спомнувам, Пепич Фадил и така натаму, сега нека ми проштева тие што ќе ги заборавам да ги спомнам. Меѓутоа тие неколку секции се создаде најпрво бодибилдинг федерацијата на Македонија за да подочна точно таа 86-та по иницијатива наша на бодибилдинг федерацијата на Македонија ја создадовме и бодибилдинг федерацијата на Југославија. Така почнавме и се надградувавме се повеќе и повеќе. Организиравме надпревари, каде што за тогашни услови, верувајте, ентузијазмот беше многу голем. Многу луѓе вежбаја и доаѓаја да се надпреваруваат. За разлика од сега, можда годините поминале, менталниот склоп на луѓето е многу поразличен. Сега сите сакаат да дојдат и сите сакаат да победат. А тогаш сите сакаат да дојдат и да се надпреваруваат, па нека победи тој што е најдобар. Не дека не сакаја, меѓутоа немаше такви тепачки расправи, ниту пак сега гледам јас тактика, овај ќе излези, онај ќе излези, јас не сакам да се такмичам затоа што имало некој подобар. Па дајте луѓе, не можеме сите да победиме. Значи некој треба и да изгуби. Исто така додека се подготвувавме и ме брифираше, ми кажа дека се случил еден крах во еден момент во Блаже Конески или тогаш Владимир Нацор, кога се запалиле вежбалните. Така е. И тогаш доаѓаш во состојба на пепел, на сеона во кое што си инвестирал и треба да почнеш одново. Каде Така е тука поривот? Значи, верувајте, ако тоа беа најтешки моменти во мојот живот, кога ме викнаја, беше февруар месец, ладно, кочан, ми се јавува мојата вработена која што живееше од спротива во зградата, брзо вика, гори клубот. Јас затрчан доаѓам, што да видам бараката запалена, оганот високо горе, се обидуваме нешто да извадиме, не можеме. Само што пробав јас за да влезам да отворам врата, имаше веќе дежурни полицајци тука, бегај, тргај ми се, му викам од пред очи, тоа е моје. Успеав само една плочка да извадам гумирана. И тоа беше се, и гледаш сето она што си го работел предходно неколку години, сето тоа се прави пепел и прав. За неколку секунди или минути? Тоа веднаш до сабајлето останувавме се уште за да го причувуваме, затоа што се појавија веднаш од тие што собираат старо железо за да се обидат да го соберат сето тоа што останало. И верувајте дека тоа за тие 2 дена околу 4 килограми ослабев. Тогаш се видеа кои ми се вистинските пријатели, кои што ме поддржуваја и дојдоа, а имаше и такви кои што се обидоја на мојата мака да станат ортаци со мене едноставно, да навлезат во бизнисот знаејќи дека јас веќе сум Темелите се здрави, да. Така е, добро навлезен во тој бизнис. Зошто не се откажа тогаш? Зошто не победи онаа емоција или можеби порив, се изгубев, можеби е знак дека треба да престанам? Видете, во суштина јас сум борец. Се борам целиот свој живот и тргнав, реков сега тргнуваме од нула. Имаше луѓе кои што стварно ми помогнаа и ми вика имам еве ти 10, еве ти 12.000 марки, во тоа време да. Марки беа, да ти помогниме, знаеме дека ќе ги вратиш. Јас бил само благодарение на татко ми и на мојот прв братучет кој што ми помогна. Повторно тргнав.
тие справи беа дел осигурани. Меѓутоа јас се шегувам, тоа осигурување беше такво за да можеш доволно за едно јаже да си купиш. Толку беше осигурувањето и тргнав повторно од нула. За да 2 месеци тогаш заминав дури во Ѓорче Петров во старачкиот дом или пензионерскиот дом. 2 месеци таму работив и повторно се вратив назад за да го возобновам атлета. Просториите се кои сега? Сега просториите се други. Сега тргнавме веќе во центар, во Уште поголем залак, во трготекстил просториите во подрум, поголема просторија, поголеми обрски, но и поголеми давачки. Кирија многу поголема, меѓутоа јас тоа не ме се киреше, знаејќи дека знам да работам, дека функционирам како што треба, а и верувајте, тогаш и конкуренцијата не беше така многу голема како што е сега, посебно за луѓе кои што се веќе навлезени во бизнисот. Луѓето околу тебе чии мислења ги почитуваш во тоа време и верувам тие си исти луѓе околу тебе цел живот, впрочем, како ни поминуваат годините си ги зацврстуваме уште повеќе врските. Не ти влијае со тоа зошто влегуваш сега пак од почеток, па види каков зала голем, па тука е поскапо, дај миле да најдеме друга просторија. Не само што имав многу голема поддршка, најмногу од татко ми. Тој се обидуваше цело време, ми вика, бе, тешко, ќе пробаме, дај да видиме, тато, викам, помагај, сега тргнуваме. И зедов кредит, кој што беше со 18% камата месечна, за да купам гаражи, кој што после толку време да земам конечно мој простор, каде што самиот ќе го уредам и самиот ќе делувам понатаму. Тоа беше стварно таков крупен залак, да, бога ми, беше стварно несигурно. Ама да не можеш, дали ќе можеш, јас не се сомнева. Лудо, меѓутоа веруваш во тоа. Не се сомнева во себе си, верував и знаев дека ќе успеам. И тоа успеав и тој кредитот и пред време да го вратам, за да сега, тоа е сега кај што функционирам, во сегашните простори веднаш до железничката станица. Така. На 420 квадрати, каде што сам го создадов тоа, со сите проектни елаборати, со сите додатни фактори што треба да бидат, со тушеви, сауни, масажи, сето она што подразбира еден современ клуб. Меѓутоа, верувајте, воопшто не беше лесно. Да, тоа се пак децени изборуваме во прашање, уште многу пред да бидеме самостојна држава и сега како ти се развиваш и се одржуваш, остануваш бренд и си бренд во бодибилдингот во државата, многу почитуван, тоа успеав да го истражам малку повеќе денови од како се запознавме и паралелно, како се течат годините, практично низ твои раце минуваат многу луѓе кои потоа пак стануваат тренери, основаат своји фирми, компании, односно прават собствени теретани, вака да го поедноставам муабетот, илјадници или стотици ги има, можеби на ниво на Скопје стотици, на ниво на Македонија многу повеќе. Модерни тренери, персонални тренери, најпопуларни или попопуларни или присутни на инфлуенсерските простори или на социјалните мрежи. Некои од нив па и ветуваат брзи резултати, не знам, 3 месеци, 6 месеци, вакво тело, онакво тело. Како плива Миле атлета и неговиот тим во ова море на новопечени тренери? Ајде така да речем. Да ви кажам дека ние Бодибилдинг Федерацијата на Македонија, сега зборувам, водевме евиденција од прилика, значи не можевме идеално да најдеме, одевме по сите населби низ Скопје, во еден период имаше преку 200 клубови низ Скопје само, кои што повеќето од нив не беа регистрирани, работеа на диво. Како што многу работат и сега на диво, и се обидуваме тоа да го ставиме во еден колосек, тоа работа на диво, пошто ова е сериозен бизнис, каде што се вртат стварно добри приходи, доколку се знае да се работи. Сега се чудам
кога нагледувам сега сите почнеа да отвараат, секој втор отвара вежбална, без разлика знаел или не знаел. Сите не знаат со што се соочуваат. Почетната инвестиција е огромна, затоа што мораш да инвестираш многу во справи. Инаку кафич, мафич, тоа е лесна работа. Ти уредуваш интериер, дали ќе те кошта 20 или 30.000 евра, овдека се огромни пари, кои што мораш одма да ги дадеш, за да потоа тие се вратат. Економска исплатливост е, значи во рок од 5 години, ти да го вратиш вложениот капитал, за да може тој да се оплоди и понатаму веќе да живееш во плюс. Меѓутоа, колку е тоа можно, да, некогаш беше можно, сега не верувам дека има такви што можат тоа да го направат, меѓутоа право на секого е да си одбери и да направи, да го тера бизнисот онака како што мисли. Чисто само за споредба да ви кажам дека еден мој најдобар пријател од Шведска 4 години бркаше само документи да се добија за да дојде до отварање на клуб и потоа со потписи на станари, со потписи на општина, за да може да отвори и да општината дозволи дека на тој район има потреба од фитнес клуб. Сега кај нас, кој што и све што се случува во овој хаос, во општиот хаос се отвараат како трафики. Повторно ќе речам. Дали е тоа оправдано, ќе покажи времето. Јас мислам дека многу повеќе од нив нема да можат, затоа што не е само ти да издвоиш пари и да отвориш клуб и да направиш теретана со определени справи. Најбитниот момент е кој кадар ќе работи внатре и кој ќе ги едуцира останатите што ќе дојдат да вежбаат. Е тука атлета, односно самиот, јас како член на федерацијата, направивме академија за бодибилдинг, каде што се вклучени, значи сериозни професори од факултетот за физичка култура, од факултетот за медицински науки, односно од медицинскиот факултет, потоа сега од Министерството за здравство, односно доаѓа да држи предавања антидопинг ВАДА комисијата, така да таа едукација со тој кадар што ќе се едуцира и со лиценци кои што ќе бидат оправдани со добар сертификат, тогаш веќе одиме понапред. Кај нас во еден период лиценци кој што ќе му текнеше можеше да издава без да никој пред никого. Следното прашање, кој ги дава миле лиценците и дали се добиваат по тешка заслуга или пак со помош на некои структури? Сега, како што објаснив, најпрво 2 месеци доаѓаш на предавања. Добре. Каде што ги слушаш предавањата, реков, на професори на факултет за физичка култура, имаме психомоторика, биомеханика, антропомоторика, психологија, потоа медицинскиот од медицински факултет, за да на крај сето тоа доаѓаат кај мене на обука на практичниот дел, односно како се вежба директно, надгледно, да им се објасни на луѓето како треба. И на крај, после 2 месеци, имаат полагања, каде што полагаат за тој даден сертификат. И овој сертификат што се издава на ниво на Македонија, потоа е појачан со сертификат кој што доаѓа од Светската ИФББ федерација, од Шпанија, што значи дека тој што завршил тука е сертифициран тренер и може да работи било каде во светот, во било која земја. Така. Тоа е веќе легално и како треба. Порано реков, сега веќе ги снемува тие, кога ги гледаат дека некој сериозно работи, инаку ги издаваја кој како ќе му текни и ги дели како бомбони. Кој е позади, кој стоиш позади мене, има некој позади што ме покрива и јас терам, штампам секакви лиценци. И сега со таа лиценца тој ти вика, да, ти можеш, да не кажам што можеш да правиш со таа лиценца. Има ли некоја ревизија, супервизија од озгора што потоа ги контролира како се издава? Сакаме, еве поставивме ние таа сега е федерацијата, пошто во еден спорт може да постои само една федерација и таа федерација е надлежна за понатаму едукација на кадарот. Тренери, вежбачи, што год да биде, тоа е сега регулирано. Можам да дека е прилично сериозно и темелно на ниво на кога се даваат докторски лекарски лиценци или на ниво на адвокатски лиценци.
Сигурно дека така и треба да биде. Инаку, јас, знаете што, сега се обидуваме тренерските лиценци малце да ги пофатиме и да, мислам, да ги канализираме. Добра. Затоа што, ако кажам дека 2000, лажам, има многу повеќе. Секој втори е сега персонален тренер. YouTube е достапен на сите, и сите отвараат социјалните мрежи, ги пратат, читаат. Не дај Боже тој да повежбал 2-3 месеци, а тој е веднаш стручњак. Како што и сите знаеме, нели, имаме проблем, за стоматологија сме стручњаци, прочитуваме, доктори сме, се и се што јас со другарите се шегува, викам, абе би сакал сега да си купам една столица за стоматологија и мислам дека би бил добар стручњак, стоматолог. Ако немам завршено ништо, ама имам желба. Така, Ето кај нас тоа така функционира сега во бодибилдинг. Фитнесот, така е. Има желба. Дали здравствено може да го накази некого? Да. Затоа што применува вежби кои што не се соодветни за возраста, за годините. Дури ние работиме и вежби на рехабилитација во атлета. Подпомогнати од професорот Јован Јовановски, кој што има претходно големо искуство и така да треба тоа на едно сериозно ниво да се води, за да можеш да останеш тие 40 години што ги спомнувавме. Апсолутно. Ако не е темелен квалитет во секаква смисла на зборот, тогаш нема ни да живее атлет, односно нема Така е, ти во да бидеш атлета бренд. имаме и доктори на науки, двајца, сега кој ќе биде уште Адам, следен доктор на науки, Јасмина. Единствено черката не реши да се занимава со овај бизнис, замина на Финки и сака нејзино да биде, нејзина преокупација да бидат компјутерите. Секој кој сака може да се одбери својот пат. Да, тоа е супер порака која и на крај ќе натарам уште еднаш од поинаков агол да ја повториш, што тоа е многу важно. Си можел и да вршиш притисок и да бидеш, не знам, од стариот ков родители, може би да притискаш, ама Адам е твојот син, оние кои вежбаат таму кај тебе знаат кој е Адам. Имаш ли земја модел во оваа култура на вежбање која треба да ја следиме? Дали мислиш дека сме блиску до таа земја? Прво, која е таа земја што би требало чија култура треба да ја следиме? Не мора да одиме многу далеко. Еве тука сме, Србија е близу до нас, многу поубаво го имаат решено прашањето за бодибилдингот. Зборувам сега од кој аспект. Колку државата нас се уште не немаат признаено како спорт. Значи, треба... Што значи тоа? Не постои бодибилдингот како вид на спорт? Не, постои, меѓутоа не сме официјално да имаме котизирани надпреварувачи, да добиваат стипендии, да добиваат помош. Ние добиваме само, значи сме донесле резултати, светски шампиони, европски шампиони, Арнолд Класик шампиони, многу пати шампионски, меѓутоа добиваме само награди, секоја чест на Министерството за фитнес, за спорт, ново формираното, така е, секоја чест, меѓутоа тоа е еднократна помош. Значи, ние сакаме да влеземе во тој систем на рангирање, да се изврши тој ранкинг и да можеме да учествуваме полноправно во целата таја... Иницирате такви типови на... и очекуваме дека постојано се менува тој закон за спорт, меѓутоа очекуваме во најбрзо можно време да тоа биде завршено. Зошто? Затоа што утре зошто да не биде некој од тие спортисти да добива звање заслужен спортиста, каде што ќе има стипендија, односно ќе има можливи доживотна пензија. Така. Ако ги постигнал тие резултати за кои што зборуваме. А за да се дојде до резултати, Бога ми треба многу работа. Многу работа и многу искуства странски. Верувам дека си го прошетал половина свет сигурно со овој тип на спорт и со оваа твоја љубов. Само во Соединетите Американски држави не поедов, не ми се оствари желбата, инаку друго секаде. Каде знаеш каде води животот и кој е правецот. И сигурна сум дека си имали понуди и можности да останеш, си остана дома во Македонија, го направи тоа од инает или од нешто друго?
Едноставно баш се ја го сакаш и не начнав сакаш ова да... одење во Соединетите Американски држави. Јас му бев првиот тренер кој што го би рекол го задоил со бодибилдингов еден од нашите најдобри бодибилдери Жарко Бери Кабов. Тој имаше 18 години, 17 односно, кога јас го однесов кај Митич да вежба и му помагав. Му сечев мајци, го едуцирав, му помагав во самото вежбање, за да тој брзо замина, на 18 години замина во Холандија, а потоа стана и професионалец и самиот тој тогаш, кога веќе стана добар, кога јас решив 93-та да се надпреварував, тој тогаш ми врати и ми помагаше, не само со опрема, со бои и со знаења, се разбира, бидејќи јас, како реков, немаше потреба јас да седнувам пред компјутер и да читам разноразни, да не кажам секакви што пишуваат глупости, се јавувам директно во Америка и добивам изворни информации што се прави и како се прават тие резултати. Жарко ме викаше, дојди, пошто тоаш најскап дел беше сместувањето. Кај мене ќе живееш, кај мене ќе спиеш, јадење нема проблем, да почнеш да работиш како тренер, не се сомневам дека ќе успееш. Јас го познавав јазикот, сега не перфектно, меѓутоа, за се снајдувам немав никаков проблем. И мислам дека за брзо време и ми одат јазиците дека ќе бев стварно добар. Меѓутоа, се откажав, затоа што кога си размислив, ова наша убава Македонија е земја која што треба да ја поштуваме и да ја тераме напред да оди, ако секој тргни да бега, тогаш каде ќе биде крајот? Последниот нека го изгасни светлото и нека оди. Јас тоа не би го направил. Не си го ни направил. Не сум го ни направил. Имаше шанса и Адам, го прашував син ми, беше 40 дена во Америка на специализација, односно единствена обука за дигање тегови да добива сертификати. Го прашав кога се врати, сине, те привлекува, сакаш? Тато искрено да прошетам, да, уште еднаш би отишел, ама да живеам, не. Черката исто така, не? Значи, јас сум кај што ми е фамилијата, таму сум и јас. И останувам тука да се борам и понатаму за својот едноставно живот и просперитет во оваа држава, затоа што мислам можеме многу да придонесиме. Ти до сега имаш поставено сериозни темели, имаш додадена вредност во овој спорт и генерално во спортот во Македонија, а ќе оставаш и уште и твоите наследници во случајов Адам кој директно под тебе ќе се занимава со ова што го правиш. Се сметаш ли себе за патриот и зошто? Да. Се кратко кажувам да, затоа што би рекол нешто вакво. За мене не е патриотизам оној што ќе излези да се фали по медиумите и по сега са разноразни социјални мрежи, така, да се фали како он е патриот, он ова, он она. Ја би рекол вака, луѓе, патриот е оној што направил нешто што ќе остане за нашата држава, што би добила некоја нова вредност кон тоа што го правиш, а да не очекуваш за возврат од тоа некои огромни придобивки. Значи, јас не сум учествувал на никаков тендер, не сум направил ништо од тоа, меѓутоа, во развојот на бодибилдингот мислам дека неизблиштива трага сме оставиле и во таа насока ќе оди понатаму мојата работа се дотогаш додека можам. И затоа мислам дека патриотизам за мене е тоа, да се работи, она што го знаеш најдобро, тоа да го работиш. И да не се плеткаш, да не се плеткаш во други работи каде што не знаеш, посебно не во политики и во други бистрења, разни глупости, најубаво она што го знаеш, работи го професионално и придонеси максимум за развој на твојата сакана земја. Така е. Ајде една паралела, како компарација или символика. Дали градењето на тело е всушност градење на државата и може ли силен поединец да биде темел на силна нација? Кога ја формиравме Федерацијата за дигање тегови, се обидувавме
јас се обидував како еден од првите председатели да направиме како во некој земји што има направено до тој степен да таа дигањето тегови се изучува сега шахот, тоа го направија, браво за шаховската федерација. Во основните училишта да почнат да го учат дигањето тегови. Кај нас владеат предрасуди, немој тегови, тој нема да расте, или пушти го на кошарка, тој ќе извиши. Добра. Нема врска од тоа. Тоа се генетски фактори, меѓутоа на таа тема не сакам да зборувам, пошто има многу за зборување. Не успеавме во тоа, значи во школите за да почне да се изучува. Значи уште ни фали мајндсет промена, односно јавни кампањи може би за... Меѓутоа, здравото тело, сигурно, тоа е некоја една глупа, проста максима, во здраво тело и здрав дух. Да, звучи клише, меѓутоа е така. Да, како клише, ама тоа е жива вистина. Ако нацијата не е како што треба здрава физички, мене ако ме прашувате, јас би ја вратил повторно служењето на војска. Можда јас сум од тие all time луѓе кои што живееле во друга држава, каде што други беа вредностите на човештвото. Значи, беше да си чесен, да си коректен, да учиш, значи да завршиш школа, а не да купиш диплома. Значи, тогаш беше сосема други вредности, за разлика од сега што ги гледам. Сега не ми е се едно, ама пливаш во дадената ситуација. Да, така е, апсолутно е така. Може ли, Миле, спортот да биде најчиста форма на патриотизам, ослободен или без идеолошки бои, без партиски бои, без па и етнички со оглед на нашиот состав, да биде исклучиво државна химна и знаме? Сега, јас можам да кажам само од мој аспект. Цел живот сум се трудел да кај мене вежбаат. Значи, не сум се трудел, него вежбале. Турци, албанци, Срби. Значи, да не набројувам што све не, какви све не странци. Мене албанец ми е венчан кум, така да тоа не ми представувало никаков проблем. И во клуб единствено, што сум им викал, кога ќе слушам погласно да се зборува на тема на политика, само викам, само стишете или ве молам, политиката оставете ја настрана. Спортот како спорт е нешто што треба да го гаиме, сите да застаниме под тоа знаме на Македонија и да излегуваме на секакви меѓународни надпревари, како што и се случувало. Јас натерав еден вежбач од Косово 2 години да настапи за Македонија, мој добар пријател Мифтар Бега, кој што го носевме на меѓународни надпревари, застана под знаме на Македонија. Ова е нешто што не го знаеме. Ова е што не го знаете, ама се случило и еве го потврдувам дека е тоа вистина, за да понатаму успеавме да и Косово влезе во федерацијата НАБА, да понатаму косоварите си настапат под своето знаме. Меѓутоа, да ти застаниш под своето знаме, тоа е голема чест и голем успех. И верувајте дека тоа е нешто што исполнува душата. Тоа е нешто што ме прави среќен и горд. Да, дел од онаа додадена вредност без очекувања. Со љубов кон државата, без никакви очекувања, оставаш белек, оставаш трага, правиш нешто. Само мразам кога е тоа насилено, кога некој го гледаш дека тоа го прави со некоја идеја, колку да собери некој поени на Facebook или не знам. Или на некој... Не. Тоа не го одобрувам, а инаку ви кажав дека сите тие вежбаат и се уште работиме на тој принцип дека сите сме исто, а ако не е за кај мене, јас го гледам и му викам извини, ти не си за кај мене. А доаѓале од министри, да кажам, од министри доаѓале до најнискиот слој на луѓе, да не кажам што и се што. Тоа значи дека не прифаќаш безкомпромисно заради пари било што, туку исклучува, внимаваш еве на вакви... Внимавам на нивното однесување. Не сакам да ги спомнувам имињата на личностиве кои што се, затоа што тие важат за многу негативни личности, меѓутоа кај мене никогаш не направиле никаков ексцес. Значи си ги плаќаат
котизациите, тоа што треба, се е редовно подмирено, дури и се дружиме сите заедно, така да не можеш да поверуваш дека ете тој и тој е друга личност во суштина. Кога е во теретаната, односно кога е Кога е во вежбач. теретана. И затоа и на девојките, кои што доаѓаја кај мене, на почеток што се плашија, имаше и албанки кои што доаѓаат кај мене и викам, слушајте, јас за тука ви гарантирам дека никој нема да ве чепне. За надвор не знам. Ама за тука бидете сигурни дека сте во сигурни раце и стварно сме имале одлична дружба. Кога било Рамазан, сите сме доаѓале да остануваме и после 10, да се игра, да се пее, и за да се носи баклава да се изеде и сето тоа било заедничко дружење, верувајте, на едно друго ниво. Така е, верувам дека е тоа така, затоа што си поставил одредени стандарди кои потоа никој не се осмелува да не ги почитува или да ти ги руши. И тоа е нешто што останува. Повторна е рамка која си ја поставил и си помогнал одредени вредности да останат баш такви како што треба да бидат. Кога ја споменавме политиката, колку таа е вмешана во спортските федерации, дали имаш некогаш почувствувано притисок од горе, условно кажам? Тоа одгоре, не би рекол, јас баш одгоре. Ние, знаете што, конкретно во бодибилдинг Федерацијата на Македонија не се во прашање некои големи пари, за да имаат интерес политичарите да се уклучуваат тука, па да се врти не ова фудбалска федерација или не знам што, каде што се вртат по големи пари. Овдека сме вакви како мене, би рекол, такви влюбеници кои што работат за без пари, затоа што тоа не е платена работа и кои што се настојуваат да го издигна спортот на едно повисоко ниво, затоа што од политички аспекти мораш, затоа што преку политиката одиш, бараш средства, молиш и сега бараш постојано тие врски ваму, врски таму, меѓутоа јас викам дајте бе луѓе, резултатите нека кажуваат, да не биде ако имаш врски да добиваш. Резултатите само испоштувајте ги, не мора друго да биде. Конкретно сум немал некои такви притисоци за да бидам нешто да се осеќам подчинето или да нешто правам, не. Си бил ли во ситуација никогаш да мора принципилноста собствена да си ја погазиш заради нешто што треба да се добие, да се оствари, или секогаш или пак си инсистирал да одиш па дури против одредени вообичаени текови низ годините во различни бранови сме ги чувствувале? Дали никогаш си ја погазил својата принципилност? Значи, да ви кажам, јас имав понуда да бидам председател на бодибилдинг федерацијата, кога повторно се афирмиравме и почнавме негде не ми замерајте, 7 ли беше, 10 ли беше. Добро. Меѓутоа, знаеки се себе си, кога се собравме сите тие што значат нешто во бодибилдингот, седнавме на маса, знаеки се себе си, јас се откажав, без разлика што ми понудија, јавно кажав дека не би можел, затоа што јас мене не ме бива за политики. Не би можел, јас сакам и сега, како председател на судиската комисија на бодибилдинг, сакам сето тоа што биде да оди по статут, односно по закон. Ако законот кажува вака, по тој закон мора да оди. Не би сакал, поинаку и не би сакал да погазам со тоа. Често заради тоа сум доаѓал и до проблеми. Не проблеми, луѓето кои што ме знаат, ќе се подналутат, ама после ќе видат дека не биле во право, затоа што днес не повторно да не спомнувам имиње, една врвна надпреварувачка, ја молев, односно ја замолив на самото мерење, знаеш, ти си шампионка, како се доаѓа на надпревар. Дошла без купачи. Без купачи не можеш да... Ама ти си таја. Абе, биди која сакаш. Донеси ги купачите, застани равно со сите заедно на вага и тогаш може да се запишеме и да тераме понатаму. Во прво време, реков, негативен коментар, меѓутоа понатаму видоја дека така треба. Јас знам зошто го издржам тоа. Затоа што сум во право. Така. И кога пред вистината, знаеме дека и боговите молчат, сега некој сака таја заобиколува таја вистина, ама реков, мене не ме бива и затоа често и ќе се подзакараш со некого,
во тој смисол, меѓутоа во начело не сум злопамтило, ниту пак сум некоја таква деструктивна личност која што би правела нешто злоба да му нанеси на некого Или друг. осветолюбив и слично. Тоа значи дека и неутрален успеваш да стигнеш до врвот и да се одржиш тука, без да заземаш вакви, онакви или да потпаѓаш под разни влијанија. Може би е побавен тој пат, меѓутоа Така, и се успева, потежок. нели? Се успева. Тоа е нешто што е малку поинаку представено или видливо различно од поновите генерации кои мислат дека мораш да си лев, десен и не знам каков за да успееш во одредена ситуација, не сваќајќи дека дури и побавно, ама подолготрајно да се одржиш, да покажеш принципиелност и вистинска вредност, дека ќе останеш, па и дури ќе постигнеш и многу неочекувани високи резултати. Се обидував во овие млади генерации ова што точно си го кажа и го забележа. Јас го забележувам истото, се обидував, повторно ќе речам, неќам да ги именувам кои се што се, да го ставам на прав колосек, односно карактерот да пробам да му го изменам. Да, оти тоа е тоа. Оти што се тоа прави. е тоа најлошото, ако ти имаш лош карактер, му викам утре не што ќе немаш пријател, него ќе нема кој вода да ти даде, а не друго. Не ќе муабет да направи со тебе, а не значи, внимавајте на карактерот, живеј со луѓето, помогај им, ако можеш, помогни им. Ако не можеш, кажи, не можам, и тоа е тоа. Меѓутоа, новиве генерации се повеќе приметувам дека одат во линија на помал отпор, сакаат да се умилкуваат со оној кој што има личен интерес, ама тоа додека го има интересот и после те заборава. Те заборава воопшто и дека постоиш, а не дека си бил ти не знам кој, некој си име и презиме. Те болат ли таквите ситуации од луѓе на кои буквално си им го трасирал патот во ова или слична друга линија професија, а ни благодарам, не ти рекла, може би не препознаваат на улица? Ама јас спомна на почеток, неќам да ги спомнам сите имиња, буквално сите што се во Затоа ги стакна македонскиот во една реченица, во една се реченица, многу, има многу познати. Така е, сите што беа во бодибилдингот што значат нешто или значеле во македонскиот, поминале низ атлета, некој од нив, кажувам, ми се и добри пријатели, со некого, значи, повеќето ми се добри пријатели, не разговараме од разни други причини, не, значи, ова туку е заради неисполнување на некои критериуми за заедничка соработка во рамките на федерацијата. Разбирам. Некој се обидувал да прави нов пат, нова федерација и така натаму, од тие причини, и тоа мене не ме боли толку. Затоа што имам повеќето луѓе, кои што можам да им кажам и добар ден, можам во секое време да појдам, врата ми е отворена и во Косово, и во Бугарија, Србија, во сите околни земји, дури и во Албанија, многу помалце во Македонија отколку во Косово. Добро, нашите вредни луѓе секогаш надвор малку повеќе ги препознаваат. Така е, и ви кажувам, врата ми се отворена и мене ми е доволно, значи што имам пријатели. Пријателството е многу важна работа да го имаш, тоа е богатство. А колку не сме свесни за тоа во суштина. така е. Особено значи, млади. јас сум свесен дека во секое време и да се јавам, можам да очекувам помош од тие луѓе од разни услови, или да појдеш да преспиеш, не е битно што е. Да. Ама тој ќе ти каже, ќе ти испоштува и добар ден, не само добар ден. Нас во Косово не пречекува за судење, првиот ред го ослободуваат кога доаѓаме како делегација и им судеме и помагаме на нивните надпревари, пошто тие каскаат позади нас се уште во поглед, значи, на федерација, на едукација и така натаму. Меѓутоа, имаме многу големо разбирање и дружење. Тоа овдека ни фали во Македонија, значи тоа дружење, ја викам, од една фела сме, истите сме во бодибилдингот. А ние гледаме како да можеш да му направиш некоја лизгавица на некого, некако да го искористиш, па да му се умилкуваш, па после да го откачиш. Ама не ме боли тоа толку многу, верувајте, сигурно дека го осеќаш, меѓутоа го пребродувам и кажувам,
Така треба да биде. Тоа е нова генерација која што поинаку ги гледа работите. Мојата генерација е таа генерација. Да, 60-тите. не си го труеш духот со Не. ета вакви перцепции на нештата и уште помалку со осветољубивост. Дали никогаш си требал, или можам ли да заклучам дека никогаш не си направил компромис меѓу професионалниот интегритет заради мир, институционален мир, или да не се караш со институциите? Секогаш Сум сурово и стоел строго вака стоеш како што треба, сум стоел стално на моето, ова па макар да некогаш и ги сносам последиците самиот за сметка на тоа што не си направил по желба на некој. Немало такви често некои причини, меѓутоа јас се знам себе си, јас сум тој што сум и нема да се сменам сега, бидејќи знам дека можда ако си почутел, можда ако си му се упикал на некого, би поминал поубаво. Ама мирниот сон на вечер мирен сум нема си, цена. Така е. А и така се одржуваш и остануваш практично на врвот во ова Се фела. надевам дека ќе продолжи син ми полетам. Така е. Така треба да му бидеш сериозна поддршка, иако верувам дека нашите деца се многу подобри верзии од нас, сакале тоа да си го признаеме Сигурно. или не, меѓутоа ќе им Сигурно, треба. ние и Ќе им со треба. и умствено и физички одиме надолу, а тие тргаат во некоја патека на Кога и технолошкиот нагорна развој патека. е Така е. експресно, односно рапиден е при многу и не можеме да сакаме да ги следиме во нивниот развој до тој степен, ама оние наши вистински духовни вредности уште ќе им треба додека станат зрели личности. Има уште едно интересно прашање, Миле, дали дисциплината во теретана почнува од дома? Може ли вагабондско или не знам, хиперактивно дете кое не баше послушно на улица и дома да се скраси, да се промени во теретана? Вака сега. Најпрво, све почнува од дома. Домашната култура влијае на секаде. Значи, влијае на однесувањето, не само во теретана, во сите, да кажам, кино, театар, на секаде, каде што ќе го видиме во секојдневниот живот, таа домашна култура што, за жал, кај нас е на многу ниски гранки, секаде влијае. Во возење, во градски сообраќај, да кажеме, еве со тоа сега што го решија, Со Safe City, така е, со безбеден град. Safe City, безбеден град, нешто се поправа. Меѓутоа, дивење, пикни му се на некого, влези му, јас сум возел во Германија. Во Германија не мораш да имаш предност, значи те пуштаат еден од десна, еден од лева страна како пречутен договор. Кај нас може да се скапаш ти од чекање, ако си во споредна улица, не те пушта, ќе те прегази, ама не те пушта. Зошто е таков менталитетот, повторно ќе кажам, тоа е од домашното воспитување. Доколку децата сме ги воспитале како што треба, тие нема да фрлаат хартија на секаде. Ќе бидат, значи, воспитани. Тоа е воспитувањето. Да му отвориш врата на постаниот, да станеш во автобус. Тоа е нешто што јас не го гледам сега. Не се возам до душа, да не лажам дека се возам со автобус, меѓутоа сопругата се вози и таа ми ги кажува сите тие работи што се. Така да, значи, треба многу да работиме на едукацијата на луѓето. Во самото доаѓање во теретана, ти можеш да влијаеш, меѓутоа, јас, верувајте, можам на тој начин. Го гледам еднаш, уште еднаш, прави глупости, еве тија членската картичка, брате, извини, ти не си за кај мене. И јас така ги решавам. Немам друг начин на решавање. Еднаш се убедуваме, зборуваме, вака, така, ми се случувало не еднаш. И то 6-17 годишни дечишта, идам за да му помогнам, за да му покажам што треба, вежба, што преш, како преш. Слушај, бе, ме век. Пази од нас, слушај. Јас ова сум го видел овој систем на YouTube. Мене ми лежи. И јас му викам, добро, извини, нека ти лежи, јас Да те предупредам како кичмата само може немој да повреди. кршиш. Само немој да кршиш, му викам. Друго, прај што сакаш, ама кога ќе го видам дека прај бели, еднаш, уште еднаш, не можеш, уште ми се спротивставува, кој си ти, што си ти, му викам,
дојди малце, еве ти е членската карта, колку што си платил, еве ти ги назад парите, ти благодарам, баре си друга вежбална, каде што ќе те поштуваат ваков како што си. И толку завршува нашата соработка. Не биле така премногу луѓе, меѓутоа и тоа се случувало. Така е. Дали како модерни родители премногу ги штитиме децата од напор и од мачење, еве, и од труд? Се трудиме некако многу труд да не видат тоа седен бидео леснето, пак сме таксисти, па ги возиме од ваму до таму. Јас тоа го приметувам. И јас сум еден од тие, јас не викам дека не, значи тука јас сум грешел во тој систем, сакајки децата да бидат што е можно позаштитени, син ми, черка ми, да ги имат сите можни услови, да не се мачи, само нека студира, не мора да оди да работи, не мора ништо да прави, само да ужива, ние народски викаме, тато носи, мама меси. Значи тоа да биде. Меѓутоа, сега од тој аспект кога гледам, сите што доаѓаат од натрешноста на Скопје, луѓето ги гледам дека тие идат и гризат. Што би рекол што е тоа гризат? Работи. Тој работи за да успее да заработи, да може да се школува. Тој ја видел маката на животот и е многу поедуциран и поспремен за животот, отколку нашиве деца кои што сме ги навикнале на се да му е убаво све погодено. Имам пријатели кои што сега еве вежбам персонал еден, син му е 3-14 години, оди со него му помага кога работи, значи не дека тој кој знае колку ќе му помогни во неговата работа. Ама станувањето на утро, да го научиш, тоа е, да го научиш на ред и дисциплина. Да, ќе го купиме ова, да, ама прво треба да си го заработиш тоа. Тоа ние ретко го имаме во последно време и мислам дека треба да работиме многу повеќе на таквите едукации. Токму во овој контекст, што ти е приоритет? Медалите или градењето карактери на оние клиенти кои сепак влегуваат, не се надпреваруваат сите? Медалите се завршни одел, круна на се. Ама карактерите се основата. Добар билдер не може да биде без добар карактер. Значи, верувајте, за да се стане успешен бодибилдер, тоа е многу откажувања, многу работа, борба сам со себе си, со својата психа, да не се откажиш кога ти е најтешко, и тие диети што треба да ги издржиш, тренизите се најмалиот дел. Верувајте, диетите кои ти гледаш некој си јаде торта до тебе, а ти не смееш да јадеш. Значи, тоа станува навика, пошто јас бев надпреварувач, знам, се навикнуваш и веќе тоа не те погаѓа, ти си навикнат на тоа. Меѓутоа, за да дојдиш до тоа ниво, бара многу, повторно реков, работа, само контрола и повторно работа, доаѓаш до саканиот резултат. Медаљата е нешто, значи, што круна на целото. Патот е важен, тоа е тоа што не сум имала таква перцепција, ама сега ми е многу појасно. Спомна кога ти е најтешко да не се откажеш, кога е најтешко? Има ли фаза кога е најтешко? Има некогаш, психолошките моменти се чуден човек, психата на човекот е многу чудна. Поминува ни некогаш ни многу тешки фази, а некогаш ни помал проблем го тера да се откажи, меѓутоа тогаш ако му се најдиш на човек да му помогнеш, тогаш да го поттурниш малце, тоа е најголемата работа што си ја направил и што си успеал некого да го дотераш до тоа. Да е добар тренер, треба да е добар психолог. Значи не е само добар тренер, ти покажи му вака вежба, така се вежба, ова се прави, она се прави, него кога ќе го фати таа криза, ти да го процениш тоа и да му помогнеш. Во смисол, ајде, можеш... Да најдеш начин. начин. Начини, секакви начини има, за ти го натераш да издржи и повторно се враќаме на тоа. Македонче си е македонче, дел од тие ќе ти се заблагодарат, а дел ќе речат,
Пушти го батали го, тој нема појма. Да, тоа е страшно како забораваме кои личности во животот ни влијаеле за духовно да се развиеме. Неважно е колку ти помогнал со пари или се, овие вредностни системски влијанија се многу поважни. Од тука, Миле, што е за тебе поголем пораз? Спортскиот или човечкиот, ако може да се каже човечки пораз? Како човек? Повторно ви кажав, значи во текот на целото моје излагање, на почетокот уште завршив уште таа 87-ма, сите бе ентузијасти излегуваат да се надпреваруваат. Нормално да се победи. Значи, спортскиот резултат треба да биде круна. Ти најпрво, јас кога настапував, сакав прво се победува сам себе си. Верувајте дека тогаш работев во Македонија Табак, станува во Петипол Сабајле, 45 минути кардио тренинг, спремам јадење, одам на работа, се враќам и повторно на работа во клубот. Значи целиот ден ми беше исполнет, со тоа што Адам тогаш беше 6 месеци, не ни смеев да досеѓам на жена ми уште мене, самиот си ги спремав оброците. Значи, тогаш беше тежки моменти и често пати ми се случуваше од Сабајле, гледам телевизија, возам точак, статичен и си викам, што ти треба ова мака, зашто ти е, што се малтретираш, за утре да ти речат овај судија или онај судија, добар си, ама ова ти фали, прстот ти е малце крив, или ова не ти е вака, она ти е така. Ама се мотивираш, тука исцрпуваш таа внатрешна сила, за да тоа го издржиш. Се победуваш себе си. И утре пак кога би почнал и кога би се вратил назад, повторно би го направил истото. Татко ми се шегуваше, имаш сине најскапите тренерки во Македонија. Кога победи во Битола, па мене тоа сигурно ме чинеше некаде можда 15.000 евра, затоа што марки се извинувам. Па пак е 7.000 евра не е малку. Јас 10 месеци се спремав за тоа надпреварување, вложував многу и на крај добиваш како награда, ете тоа било финансиската, пар тренерки. И тие беа најскапите тренерки. Се шегуваше. Татко ми, меѓутоа јас морав да го прифатам тоа, дека стварно беше тоа така. Да, и има многу лекции животни во сите твои реченици вечерва и тоа е тоа што се надевам дека допира онаму каде што сака да слушнат. И јас се надевам дека сме направиле нешто. Да. Во ситуација кога заради трендовите модерни да се биде згоден или не знам вака да се изгледа или да се изгледа билдарски условно кажано, на моменти станува за одредени млади луѓе и релативно млади, нели, обсесивно-компулсивно таа обседнатост на некој начин со изгледот, и сега тука не можеме да не ги споменеме и хемиските стимуланси кои водат до побрзи резултати. Стероиди, па јас ги запишав тука, некакви други хормонски прохормони, пептиди и така натаму. Успеа ли атлета да остане имуна на ваквите трендови, кои верувам дека уште постојат, не сум сигурна. Вака, пократкиот пат е секогаш најдолгиот пат. Јас би советувал вака, да се тргнат од спортот, нормално, сите тие што негативно влијаат. Ние ги едуцираме во рамките на Бодибилдинг Федерацијата, реков, со председателот на ВАДА на Македонија. А ги спомена и антидопинг предавањата во академијата. ВАДА е антидопинг Федерацијата светска, чишто има представници во Македонија и држат предавања затоа што единствена цел е за да не посегнуваат нашите вежбачи, пошто тоа е на тренерите им се предава, за да тие го пренесуваат своето знаење кон клиентите. Јас сум изразито против, затоа што ако знаете што све негативно носи хормонални пореметувања, акромегалија, тоа е зголемени органи, геникомастија, потоа кај жените и кај мажите хормонални пореметувања, вирилизација поголема кај жените и така натаму, да не набројувам кои се све тие негативни ефекти
ако ги знаеме тие, секако дека ќе се тргните. Спортот никогаш нема да остане без допингот, тој стално ќе биде, меѓутоа најубаво е да се обидуваме ние да ги едуцираме младите и да ги истераме на прав пат. И сега уштам 2-3 прашања ни остануваат, ама секако дека ако се чувствуваш дека имаш уште што да додадеш, добре дојдено е. Како што ќе им одговориш на коментарите дека билдерите или бодибилдинг познатите лица или како и да делуваат или се само бендисани, дека исклучиво тоа го прават за некаков изглед или некаков печаток дека се многу опасни па или дека треба да им се плашат луѓето во околината, дека тоа е его трип на некој начин, а не е суштинско инвестирање. Тоа е едно негативно... Ти не делуваш само бендис. Не, тоа е едно негативно мислење кое што владее за значи, дали создава билдерите. его или создава карактер бодибилдингот? Само ќе кажам, еден од сите го знаеме кој е Шварценегер. Така е. За мене тој појам за бодибилдингот има два факултети. Човекот е докажан, има економски, има правен факултет, значи дека е едуциран, дека е остварен, а неговото его и сега сите што имале можности, мене што ми зборувале, јас не сум имал можност, го видов, ама немав можност да му придам вака, најнормален човек. Значи, кај него, ако некој треба да има его, тоа е тој. Така е. Френк Зен, уште еден мистер Олимпија, е професор на математиката, професор на математика на Амерички универзитет. Значи, има таму и многу школувани луѓе, а има и други крајности, каде што точно за нив важи ова... Дека се изграделе во его трипови, а не во суштински карактер. Има, јас ќе би рекол точно и забегани, кои што скроз отишле. Какви доминираат кај нас? Кај нас нормалните и тие што се едуцирани доминираат повеќе. Добра. Меѓутоа, викам, има сигурно и кај нас и исклучоци. Многу е лошо ако тој човек има прво се до карактерот. Значи повторно се враќаме назад на карактерот на човекот. И домашното воспитување. И домашното. Колку тој има карактер добар, ако тој е дружелюбив, е со луѓето поинаку поставен се, самата диета, бодибилдингот не може во толку да го отстрани од тие позитивни ефекти. Значи тој многу тешко ќе помини на тој дел. Меѓутоа, ќе биде негативно, ова што го зборувавме, само ако тој има таков карактер. Внатрешно, ако ти си таков и крај. Тука не може никој да те смени. Посебно не бодибилдингот или било кој спорт. Бодибилдингот, реков, ќе те дигне, ќе те направи она што си, ќе издржуваш сите напори, може, стабилност, па и психичка. Ако си лош карактер, си негативен, не можеш да бидеш сигурно. Значи тој што се сака, ја викам, еден се сака себе си и само себе си. Ако си ти таков, ти не можеш да се смениш. Има ли возрастна граница кога треба да се почне, може да се почне или кога е веќе доцна? И кога треба да се престане во суштина? Повторно тие предрасуди, немојте да го пуштате детето да крева тегови, пошто кај нас е тоа кревање тегови. Нема појма како ги крева, што прави. Јас ќе кажам дека многу се случило да имам клиенти кои што доаѓале на физикална терапија, на опоравок деца, каде што имале кокошкини гради, вовлечени гради, каде што... Добро е да се знае. Каде што биле искривени едва и одат. Значи, ако нив тоа им е многу битно, значи, што порано да почнат да вежбаат. Тоа е битно за неговиот физички... Да заклучиме дека не е само кревање тегови. Не е само кревање. Поставеноста на телото кога се крива, и психички развој. Бодибилдингот е врзен спорт со сите спортови. Значи, сега не бодибилдинг, него вежбањето со тегови. Не постои спорт. Сега дури шахистите одат во вежбална и тренираат. Така да, овој спорт е неизоставна врска со сите останати. Така. И што порано децата кои што имаат потреба да почнат да вежбаат, нормално кога ќе дојде дете, ја нема да му дадам 50 кила на рамо грб и да работи клекнувања. Во никој случај.
Тој ќе работи вежби кои што се прилагодени за неговата возраст. Значи, ќе вежба стомачни, ќе се истегнува, ќе трчка, ќе прави нешто, или реков, ако има здравствени проблеми, тогаш треба да се влијае нормално со претходен совет од лекар. Јас не сакам да се правам попаметен од докторите, си има луѓе кои што се завршиле факултет за таа насока, за тоа, значи за тоа нешто, а после јас само да се надоградам и по нивен совет и помош можеме да му помогнеме на луѓето. Бидејќи знаеш Така да како треба. годините, реков, не се кога се почнува. Се почнува тогаш кога ќе сакаш и кога ќе надвладее врз тебе желбата. Најчесто доаѓаат тие што се најчесто незадоволни со својот изглед, Добра. подебелки или слаби, и доаѓа да Да си го почне дефинира да на вежба. некој начин. Меѓутоа, јас, знаеш што му викам, правиме ние со сите така наречен прелиминарен разговор. Ова сега, колку што ние што си зборувавме, си седнувам, си разговарам, што те натерало тебе да дојдиш, како, што, значи, во однос на тоа, по тој прелиминарен разговор, јас гледам на во кој правец и како треба да се одвива понатаму неговото вежбање. Или нејзиното вежбање. Значи, дали вишок килограми ќе ослободуваме, ќе се намалуваме, ќе се дебелејме, што год да е. А тие одма се гледа па и генетски некој кој што е добар. Јас викам, од секое дрво не бидува шупелка, ама и кога ќе го видам некого дури одма, му викам, ако си заинтересиран да се бавиш со бодибилдингот, посебно девојките, размисли кога ќе кажеш, ама рачуне дај си година дена време најмалце, за да излезеш да се надпреваруваш. А ќе бидеш само убава, а не баба рога. Ова е исто така интересна филозофија, дека не е само здраво, еве, плаќам чланарина и влегувам и почнувам, туку цела една системска анализа на тоа што е целта. Ама тоа е начинот на работа, затоа и сме останале овие години. Ето така. Миле, уште едно-две прашања, што е вистинска сила? Умот или И не се мускулите? доврзав, нема крај. Значи, Добра? да се надоврзам на претходното прашање. Јас знам, Никогаш- сум чула дека имаш и 80 годишни... 81 година има, не е битна особава, сите ја знаат низ Скопје, таа е Ја позната. поздравуваме вечерва, ќе и си ја се поздравуваме, ќе си се познае. Значи, јас си викам, одмah ќе спомнав името, пошто ми е добра пријателка, и викам, јас би сакал на твоите години само да дојдам до вежбална, не морам да вежбам, само да го осетам мирисот и да се прошуњам низ вежбална, малце да се прошетам, тоа би ми било сосема доволно на твоите години. Добро, каков мајндсет има оваа личност на 81 година да вежба? Јас кажувам длабоко се наклонувам и симнувам капата и кажувам браво, затоа што таа духот го храни со тоа што доаѓа вежба. Значи вежба сериозно. Сега колку крева за нејзини години, И по таа е 50 81. кила. Таа е 50 кила, се смеам со се кревет, ама таа вежба со 60-70 кила вежба на бенч. Сериозно? Сега, да. Сега ние помагаме, често тука ќе помогнеме за психолошкиот момент, да ја подигнеме малце, ама тука не зе тој е, таа не излегува на други места, таа дошла во вежбална и таа е незино излегување во кафич или во кафетерија или во кафана, како год да кажеш, тоа е со помлади се дружи и ти автоматски се подмладуваш. Јас истото тоа го кажувам за себе си, пошто јас се дружам се со млади луѓе и се осеќам, некогаш ми кажува сервисната книжка кога е рокот, ама Сервисна се книжка. осеќам многу фино да ви Кога си кажам. отвори сервисна книжка? Кога ќе отвориш сервисната, тогаш гледаш дека поодамна памтам. Мене не ми текнало да си отворам сервисна, што значи дека валјда уште имам време. Имаш, Добро, ти си шега. многу помлада. Шега, како и да е. Судејќи според овој последен пример што го спомнавме на оваа личност, ме воодушеви. Искрено и како информација и како нешто што нереално Кога звучи. ќе повежбаш, ќе ја видиш, ќе ја запознаеш. Ето така. Дали е силата во мускулите или во умот? Само во умот, а мускулите ја пратат таа сила на умот, затоа што сега не навлегувам, Шричин мој беше еден од тие кој што успеваше со на многу
високи години, да викам на голема старост, да крева огромни тежини, ама сето тоа преку силата на умот. Човечкиот ум е чудо, што све може да направи, какви чуда се случуваат, тоа се настани кои што сме ги читале или сме ги слушнале, го бркал лав па рипнал 12 метри, ниту еден друг не може, ниту еден ни Боб Бимон, неговите резултати не се такви, ама значи умот во даден момент предизвикува страшни реакции во мускулатурата. И мускулите, доколку се одржуваат постојано во добра кондиција, во содејство со умот, тоа би било идеално решение за еден убав живот. Супер кажано како за пред крај. Последното прашање ми, ако треба да им оставиш порака на младите, што би била пораката и посебно на младите жени? Не очајувајте пред огледало, да застанете и сами на себе си да се жалите и да се плачите. Некои до душа имаат кои што ќе речат, супер сум си, многу сум си убава. Не очајувајте, него застанете еднаш и речете, чекајте луѓе, јас треба да преземам нешто. Ако тоа не го преземи на млади години, тоа значи 7-18, 20, зборувам сега на вишокот на килограми. Понатаму многу тешко ќе успее да се избори со тој проблем. Значи, земајте, вежбајте, влијаете на вашиот развој не само телесно, туку и душевно, целосно, а тоа важи, се разбира, и за машките, не е само за жените. Значи, спортот е тоа што го изградува човекот и душевно и телесно. Кој спорт ќе го одбериш? Не е проблем. За мене е бодибилдингот, за некого е ракометот, за некого кошарката. Меѓутоа, кој год да е спорт, сигурно е подобар отколку да се излежаваш дома, да седнеш пред телевизија или да седнеш во кафич и да, ја викам, да дрндаш по телефон. Иако и повеќе ми наседат на иста маса, пак се индивидуално. Пак се седнати на телефон, задимено, се надевам дека ќе се почитува законот за пушење. Да, што треба да го донесат, ти си поборник, те чувствувам. Јас сум сигурно. Јас сум пушач, меѓутоа и јас го чекам. Едва законот, сакам на ручек, кога ќе одам да ручам, да се осеќам пријатно, а не да ми пуфка со цигарите некој позади врат, па ја викам тогаш јадењето во патики ми слегува. Миле, зборуваме повеќе, значи 1 час и 20 на минути. Па добри сме. Како ми што ти помина видив, вака. Дека нема нити да го усетиш, многу корисни работи сподели вечерва. Се надевам. Што преку личната приказна и твоите премрежја кои си ги надвладеал, си ги совладал и не се дозволил да те изместат од патот, а што и преку овие баш работи кои се едукативни, кои се во спортска смисла на зборот многу важни. И за мене, и мојата генерација, и постарите, па и помладите. Ти благодарам што вечерва одлучи да се разголиш на начин на кој што ти мислеше дека треба, а благодарение на моите прашања. Еве вака да си се Ти благодарам многу на поканата. Стварно ми причинуваше изворедно задоволство и доколку повторно некогаш на некое друго место, не мора на ваков подкаст, стојам на располагање и повторно би зборувал пред се на оваа тематика која што е моја тематика, спортот. И секако значи во враќање и одржување на вистинските вредности, уште еднаш ти благодарам. Благодарам. Драги мои, ви благодарам што не следавте, сигурна сум со внимание. Она што е важно е дека еве лично како искуство би споделила дека најважните одлуки во животот сум ги донела додека сум спортувала. Дали било трчање рекреативно, дали било пешачење, дали било фитнес или како и да е, најважните животни одлуки сум ги донела додека сум била баш во тие неколку минути или час активна физички. Останете на Алфа, уживајте со нас и гледате ни следната сабота.